Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Не знам која поред, веројатно повеќе од 1000 епизоди до сега се направени. Не бројам, не правам никакви пресметки, за жал, тоа е моја вина, меѓутоа навистина верувате дека ги има многу. Во оваа вечерва ќе разговарам со универзитетскиот професор и амбасадор господинот Звонимир Јанкуловски. Добра вечер. Добра вечер. Професоре, за почеток мораме да ги пофалиме нашите сограѓани. На првиот ден од Safe City, безбедносен град, имавме безбеден град, преку 110.000 прекршоци, ако не се лажам. На вториот 50 и нешто илјади. Ние брзо учиме изгледа. Видете, кога ги видите казните и начинот на кој се испорачуваат и новото законодавството, да, брзо ќе научите. Сакале некеле. Сакале некеле и грците донесоа закон, ми се чини, стапи во сила во септември месец оваа година, каде што казните се ригорозни за сообраќајни прекршоци, видите, многу брзо се учи. И тоа е видливо, на наши улици е видливо. Со големи казни брзо се учи. Изгледа дека тоа е начинот да бидеме на чисто. Па после се што се случи во Македонија во контекст на сообраќајните несреќи во градовите, вообичаено, па ако сакате и надвор од градовите, да. Една ваква мерка беше пожелна и нужна. Нешто што Европа го познава и светот го познава. Сум возел и во Америка и во Европа. Така што и моите искуства се дека полесно вие да возите во Лос Анџелес него во Скопје, мислам во градот, или во Сан Франциско него во Скопје. Иако тоа се милионски градови. Не, тоа нема врска, мислам, почитувањето на правилата и таму. Вака можеби од филмови ќе бидат изненадени како се вози и ќе добијат погрешна перцепција, меѓутоа кои излегувате од аутопатот, например во Лос Анџелес и влегувате во градот, важат правила кои едноставно се почитуваат. Се почитуваат, си возите согласно пропишаната брзина, немате невоза, нема свирење, додека во Скопје ситуацијата, барем моето искуство покажува многу поразлично во контекст на она што е невоза, брзање и слично. А во такви случаи нормално дека се случуваат сообраќајни несреќи, во кои годинава имавме многу сериозни случувања, жртви, млади луѓе, посебно во делот каде што живеам, булеварот Партизанска околу Силбо, така што мислам дека една ваква мерка беше нужна, едноставно изнудена од граѓаните кои не ги почитуваат правилата на возење во градска средина. Така. Сега кога сме кај учењето, јас и таму сум малку песимист околу нашата способност за брзо учење, но тоа е веќе друго прашање. Со казните, казните ќе ја завршат работата. Видите како брзо да. се учи, многу брзо. Кога сме кај, сега малку неортодоксно ќе биде, меѓутоа кога сме кај брзото учење, морам да ве прашам, СДСМ како партија ја учили, ако не брзо, барем на среден рок лекцијата. Им се случи оставка, изнудена или не, на целиот извршен одбор на партијата, на барање очигледно на лидерот Венко Филипче. Сите прифатија да дадат оставка и со тоа најавија еден нов импулс, една нова енергија која што би требало да се создаде во партијата, која што е објективно во слободен пат. Па добро, не во слободен, во терминална фаза на своето постоење, партија која беше очекувано, знаете, од комуниста не се станува социјалдемократа, да бидеме реални. Времето си го Ова е брутално, но времето си го потврди стој. Па се работи сепак за партија која е клон на комунистичката партија и така и функционираше, така и сите години на владење тоа го потврди во поглед на начинот на кој функционираше во контекст на почитувањето и на волјата на народот и следењето на национални интереси, така да една ваква состојба после изборите не е невообичаена за каква било партија, меѓутоа она што изненадува, точно поднесоа оставка целиот извршен одбор. Да, извршниот. Како им се вика, меѓутоа тоа е највисокото тело во највисоко тело, меѓутоа знаете кога говорите за одговорност во контекст на политика, одговорност ја носи првиот човек на партијата, односно првиот човек во политиката кој го има местото каде што треба да ги координира и да ги насочува и да ги води политиките на партијата. Но тој вешто се излече. Така што имаме барање од него, испаѓа дека сите се виновни за поразот во
на Социјалдемократскиот сојуз на изборите, меѓутоа тој е амнестиран од одговорноста за поразот, што е малце невообичаено, морам да признам, меѓутоа тоа е политика на Социјалдемократскиот сојуз, така што не дава некоја гаранција дека се на патот на реформите, затоа што се реформира оној кој е најодговорен во партијата, тој е претседателот на партијата. Меѓутоа се работи сепак за партиска работа. Се разбира, но имаме право да коментираме. Они си знаат како ќе иде патот на нивните реформи, меѓутоа исто така изненадува дека сите ја прифати одговорноста онака како што им наложи лидерот. Едноставно немате диалог внатре во партијата, затоа воопшто немаше спротивен глас од она што го побара лидерот, затоа што секој не чувствува еднаква одговорност во поглед на изборниот пораз што им се случи, мислам, катастрофалниот изборен пораз. Добро, потпредседателката Ана Чупевска веднаш поднесе оставка по изборите. Во тој некои други од пониски ешалони објективно луѓе. Да, и тога се чу гласот, меѓутоа сега кој е побарана колективна оставка, едноставно Сите на ура, нема проблем. Сите прифатија како да тие ја сносат целата одговорност, меѓутоа лидерот не. Но лидерот објаснуваше во неколку наврати дека тој само година и пол е на чело на партијата и не можел веројатно за година и пол да ја консолидира како што замислил и затоа смета дека нема простор за оставка. Па може би ќе ја консолидира сега, мислам. Меѓутоа одговорноста си одговорност. Дали сте година и пол, дали сте 5 месеци, дали сте 6 месеци, вие сте на чело на тој политички субјект, вие ја носите одговорноста, знаете, кога излегувате вие. Вие сте тој кој е врховниот репрезент на политичката опција која представувате. Така што и одговорност е најголема на оној кој раководи. Не, така би требало да биде природно. Меѓутоа, ако сакате да правите ментални гимнастики, ќе најдете. Овде одговорноста испадна на сите, меѓутоа не на лидерите. Сега, не сакам да ги спомнувам поранешни функционери во партијата кои што се јавија, не знам, Јован Деспотовски и Софија Куновска со своји размислувања. Јован Деспотовски вели, например, граѓаните не признаваат автентична приказна во СДСМ, а не конкретни лица кои што се на оваа или она позиција. Меѓутоа, она што мене ме интересира, се јавуваат луѓе кои што веќе се повлекле прилично пред извесен период. Овие што се сега внатре, покрај овие изнудени, неизнудени оставки, тие во принцип молчат. Иако самата оставка би требало да биде некаква порака. Иако начинот на кој што вие објаснувате, таа порака е погрешна. Ме натераа да поднесам оставка, така стојат работите. Во основа прифаќам одговорноста за поразот. Не мора да ја сносите, меѓутоа пак испаѓа споделена одговорност на извршниот одбор и на членовите, а на оној што е раководи партијата не. Меѓутоа, да бидеме реални, се работи за партиска работа, сепак се работи за партија која очекувано е. Развојот на настаните е очекуван, не е нешто дека не е очекувано. Знаете, кога си играте со волјата на народот, кога не ја почитувате. Ја не знам што е повезано, оваа партија има вообичаено еден многу погрешен наратив веќе од 90-тите години, дека се работи за државотворна партија која ги поставила темелите, ја зградила државата да не... И потоа ги носела сите важни историски одлуки. Кај нив се е историско, почнувајќи од кражбата на општествениот капитал, преку војната, преку конфликтот во 2001, прекројувањето на територијалните граници. Тие се објективно историски, само што не се успеси. Тие се историски, но не се успеси. Да не зборуваме подоцна за бомбите, за промената на името, договорот со Бугари и протоколите, така што да, историски не закопа, мислам, во една ситуација во која ниту власта многу тешко се справува со последиците од едно такво владење и таа ароганција на непочитување на оној од кого го црпите суверенитетот, односно од оној кој ја црпите мокта да владеете, нормално еден ваков завршеток е вообичаен и она што малце, меѓутоа тоа е рецидив на еден систем кој го наследија. Мислам, систем во кој начинот на размислување одеше во правец дека се незаменливи во политиката. Со децении. Со децении, меѓутоа тоа е останато од минатото, кога постоеше една партија и кога се сметаше дека таа партија е незаменлива во Македонија.
новиот повеќе партиски систем ја промени перцепцијата на незаменливост, меѓутоа остана во главите на основачите, на наследниците на поранешните комунисти, дека они се незаменливи во политиката и дека се тие кои им е од Бога дадена власта да владеат со Македонија, дека владењето на ВМРО е само една секвенца, едно привремен едно интермецо во нивното управување со државните работи, дека тие ги носат вистинските одлуки, храбри одлуки, знаете. Професоре, тој политичко слепило така да размислувате се. Не размислувам ја. Не, знам. Коментираме јас и вие. Тој вид на размислување е политичко слепило според мене. Видете кога не знам за каков интелект се работи кога ќе ви кажат дека храбрите лидери носат храбри одлуки. Што значи, го слушавме тоа во претходното владење, она 7-годишно владење, дека одлуките се непопуларни, меѓутоа знаете, историски ќе ги решиме проблемите, еве до кај стигнавме решавајќи ги мултиплициравме максимално. Максимално проблемите, меѓутоа малце несериозно, малце да не употребам полош збор, од лидер кој би сакал да се поистовети со еден Мартин Лутер, со Винстон Черчил, во историски ситуации кога стварно носеле вистински одлуки за државата во контекст на настани кои ја обликували историјата светска. Очигледно дека ја обликуваа македонската историја, меѓутоа во погрешна насока. Така што нивното историско, кога ќе го кажа, знаете, секоја одлука беше во тие 7 години. Историски беа сите. Толку историско се изнаслушав да, знаете, веќе да почнат да замразите зборот историја. Историско затоа што од добивањето на датумот за преговори до промената на историската промена на името, до историските градење добрососедски односи со Бугарија, до историско, све беше историско, на крај завршивме во неисториска ситуација, односно неисториска состојба во Македонија, каде што треба да ги гасиме пожарите кои ги оставија неизгаснати власт, односно претходната власт. Така што резултатот на ова што и се случува на СДСМ е токму тоа. За ова, веројатно ќе се согласам со вас, иако јас сум убеден дека е потребна опозиција. Не мора да се согласите, тоа е убавиот дел на диалогот. Така е. Но останува фактот дека е потребна опозиција. Јас сум генерално против и мислам дека секој здраворазумен е против состојба во која што опозицијата е ужасно слаба. Овдека нема никаква иронија во оваа приказна, токму така. Нас ни е потребна здрава опозиција за и власта да може да функционира. Чек и баланс да се постави, меѓутоа целата состојба околу Социјалдемократскиот сојуз не гарантира дека ќе добиеме или дека имаме сериозна опозиција. Мислам, имаме една партија која оди кон екзистенцијална бездна. Гледате каква е состојбата. Они имаат пратеници во парламентот, меѓутоа тие пратеници не ги видовме. Всушност прашањето е дали се дел од структурите на Социјалдемократскиот сојуз. Има многу работи кои треба да ги решават, меѓутоа да ги оставиме сами да си ги решат. Кога сме кај историски работи, историски изјави, морам да го спомнам, иако не ми беше цел во оваа емисија, господинот Љупчо Ѓорѓиевски, поранешниот премиер одамна веќе на Република Македонија, неодамна нешто ме нападна и мене, не е важно дека сум ширил некакви просрпски политики во Македонија, што чинам дека апсолутно нема врска со ништо, но тука не е тоа прашањето. Даде изјава за некој медиум кој што изгледа бугарски, иако функционира од Македонија, малку чудно. Вести МК нешто. Интересно ми беше, зашто го спомнувам, направи една лоша паралела според мене, македонскиот јазик и мобилните телефони, па вели до 44-та година немало мобилни телефони, па толку имало и македонски јазик. И просто неверојатно ми звучи дека тоа го збори човек кој што... Како до 44-та немало мобилни телефони? Да, ги немало мобилните телефони, па немало ни македонски јазик. Нормално дека немало. Но, нормално. И тоа беше... Во Македонија прашање дали имало телефони? Тоа воопшто, да. Се разбира, тоа беше некаква изјава за кој што самиот вели на цинично прашање, одговорам цинично, меѓутоа суштината беше токму тоа и јас навистина не можам да разберам човек кој што бил на чело на државата и во едно време беше високо вредно многу граѓани да дава вакви изјави за историскиот контекст на државата Македонија. И на државата,
идентитетот. Па добро, Љупчо треба да се разгледува малце пошироко во контекст на промените кои се случија 90-тите години, така што не сум ја прочитал изјавата, мора да бидам искрен, за мобилните телефони во 44-та година, меѓутоа има работи за кои не треба да се спориме. Знаете, сами влегуваме во расправи, непотребни расправи, мислам. Можеби тоа е и целта. Историски дебати каде што докажуваме нешто што не мора да го докажуваме, затоа што се работи за факти. Знаете, кога ќе влезете, всушност целиот концепт на бугарските протоколи е токму тоа, да влеземе во расправа за работи кои во основа за кои не мора да расправаме, кои ние сме ги прифатиле како историски факти. Да ни наметнат промена на историските факти кои ние сме ги прифатиле, затоа што историјата, да бидеме реални, се гради во основа на перцепциите кои постојат во различни држави, а посебно во регионот каде што историските прашања, како што вели еден грчки премиер, никогаш не се доволно длабоко закопани за да не може повторно да бидат откопани. Така. А ние сукцесивно ги откопуваме. Сега влеговме во расправа за културата, за идентитетот, за јазикот, работи кои претходната власт, морам да се навратам пак, не убедуваше дека се бетонирани, дека има работи за кои не се расправа. Меѓутоа, очигледно дека влеговме во еден процес каде што расправаме за работи за кои воопшто не мора воопшто да докажуваме кој сме, што сме и каков јазик зборуваме. Тоа е на национално ниво, меѓутоа кога имате од другата страна политика која што формално правно е рационална и која што од позиција на сила, зборам за бугарската, а ви наметнува дебата за нерационални теми, ви се наоѓате во ситуација како да постапите, да игнорирате, да браните. Видете, кога влегувате во одбрана на нешто, тоа покажувате слабост и покажувате несигурност во она што го пропагирате како ваше. И целиот концепт околу оваа дебата што се отвори во контекст на Бугарија, историјата, идентитетот и слично, едноставно ми пречи, затоа што нема што да ги знаеме бугарските тези, ги знаеме историски што Бугарија сака на ова подрачје, односно во Македонија, знаеме. Може би некои не знаат каков е односот на Бугарија во мултилатералните институции, каде што се отварат прашањата за малцинствата, каде што Бугарија е потписник на рамковната конвенција, меѓутоа одеднаш дури и рамковната извештаите по рамковната конвенција, ако ги читате, ќе забележите дека постои промена. Тивко менување на наративот и едноставно исклучување на македонците од извештаите последниот, што го видов малце збунувачки, морам да признам, у мое време, беше многу по-рационално, иако бугарите не го спореа македонското малцинство тогаш, едноставно одеа по линија на тоа дека да, имаат право на да се само идентификуваат како македонци, меѓутоа игра на карта дека постојат субјективни и објективни критериуми кои ги определуваат малцинството, иако во теоријата тешко ќе го најдете. Бла е тоа нешто, сега да не се лажеме. Меѓутоа, као оправдување има субјективните се окей, меѓутоа кога ќе дојдеме до објективните културата и јазикот, тука веќе имаме исто се преклопуваме, така што за тоа нема што да расправат. Меѓутоа, последните извештаи покажуваат една сосема нова ситуација во контекст на почитувањето на правата на македонците во Бугарија и извештаите на судот ви потврдуваат дека очигледно Бугарија одбегнува дури да ги исполни обврските кои ги преземала станувајќи членка на Советот на Европа и потпишувајќи Европската конвенција за човекови права. Меѓутоа и тука е прашање, не е на Бугарија, тоа е наше прашање на Македонија, затоа што сме биле или тивки, или сме го изгубиле гласот таму каде што сме требале да го имаат во меѓународните организации, посебно во Советот на Европа, што дозволуваме 16 години, од 99-та се пресудите на судот. Значи од 26 години се тоа. Тоа долг временски период каде што Бугарија едноставно одбива да ги спроведи одлуките, има начини и механизми како тоа се прави. И нема консеквенции, тоа е тоа. Има во Комитетот за човекови права, кој е во контекст на Комитетот на министри, каде што има состаноци за тоа како се извршуваат одлуките, меѓутоа дали го изгубивме гласот негде попат, останува да видиме понатаму. Но професоре, мораме да признаеме дека оваа игра што ја игра Бугарија, Европската унија не со цело срце се разбира, ја прифаќа од позиција на
Едноставно тие се членови, тие се тука, што да правиме, колку можеме ние тука. Тука нашата дипломатија сепак сакала нехела, никој не ја праша, ја прашува, мора да одигра некоја улога. Сосема се промени концептот од минатата година практично на македонската дипломатија, поинаку играме пораките што ги испраќа претседателката, премиерот, министерот за надворешни работи, генерално одат во насока и што се ја повторуваме 150 пати, но очигледно мора. Океј, ние по секоја цена сакаме во Европска унија, меѓутоа макар достоинствено. Да, имаше наговорот во Обединетите нации председателот на државата, односно Гордана Силјановска, која ќе изјави да, ние сакаме да одиме во Европската унија, меѓутоа не е по цена на достоинството. И тоа е клучното прашање кај малите држави, односно кај државите генерално. Со се може да се пазарите, со се може да барате компромис, меѓутоа со достоинството не може да се пазарите. Ние доста се пазаревме со достоинството на државата, понижувајќи се. За сите пари се испазаривме, така е. Се испазаривме, што повеќе ви треба се испазаривме за името, мислам. Кој се пазари со нешто што е основа на државата, што ви идентификува во меѓународниот систем, во меѓународни. И излезе дека не е доволно, па тоа е... Така што се менува, не само вокабуларот, се менува и односот на политиката, на надворешната политика кон прашањето на приклучување кон Европската унија, што значи не се оди против волјата на народот, затоа што новој народ доста му беше понижување, она што го проживеавме сите овие години, стварно кој повеќе, кој помалку го чувствува. И тоа е една општа генерална перцепција на тоа дека сме понижени како држава и понижени како народ и нација. А таков и не ни потребен таков народ во Европската унија, кој ме прашате мене. Па кој што ќе влезе понижен, нервозен и фрустриран. Може да влеземе обезличени, понижени, едноставно безлични. Тоа новата политика и новата надворешна политика на Македонија очигледно дека го менува, ја менува таа перцепција, игра би рекол многу пооштро. Некој ќе каже, меѓутоа дипломатијата не е само дипломатија на сервилност и полтронство, туку и дипломатија на... Така не учи, а неколку години поред. Така, за жал, знаете, така не учи. Кога имате луѓе кои немаат само, кои се без самодоверба и луѓе кои се научени на тој начин да функционираат, го добивме тоа што го имаме денеска, променето име на државата и отворени прашања, идентитетски прашања, јазични прашања и слично отворени, затоа што може да тврдат дека тоа е бетонирано, меѓутоа нека ги погледнат документите на меѓународните организации, ќе видат колку се затворени тие прашања, така што ова нова политика дава некоја гаранција дека да, ние сме далеко од тоа дека не сакаме да бидеме дел од европското семејство, меѓутоа, знаете, се во животот, па и во политиката има цена. Цена која не може да ја платите или не сакате да ја платите. Вообичаено ќе ви кажат да, закочени се процесите, ВМРО ги кочи, односно власта ги кочи. Не ги кочи власта. Власта добила мандат за тоа да го направи од граѓаните. Ако оди спротивно на волјата, повторно ќе добиеме историски одлуки во кои ќе се испазариме, утре ќе бидеме безлична маса во некоја структура која нема да знаеме што бараме таму. И дури и таква би можела повторно да биде предмет на уцени, што е парадоксално. Не, тоа секогаш малце ми звучи наивно, морам да признам, бар од аспект на меѓународната теорија и меѓународните односи, барањето за дополнителни гаранции. Знаете, никој не може да ви даде во меѓународниот систем, не може да ви даде гаранции. Сепак се работи, велат, меѓународниот систем е хаотичен. Меѓународното право треба да стави ред во хаосот, меѓутоа тој ред тешко дека ќе може да се воспостави на начин што ќе може да ви дадат дополнителни гаранции државите кои имаат различни интереси, затоа што Европската унија не е меѓународна организација, ние многу грешиме. Тоа е сепак унија на држави каде што кои се суверени. Сувереноста се обидуваат да ја направат по-прифатлив концепт за да може да функционираат во контекст на европските интереси и вредности кои ги пропагираат во Унијата, меѓутоа далеку од тоа дека државите се откажани од својата сувереност. Тоа е видливо и за жал на нашиот случај. И сега веќе се гледа дека интересите кои историски, национални интереси кои државите ги внеле во Европската унија, повторно се враќаат кон матичните држави, односно кон државите членки. Што значи интересите се нешто што е непроменливо, како велат во меѓународните односи. Се може да се менува, меѓутоа интересот останува. Се останува секогаш. Интересот и моќта. И сега
Рековте дека некој го толкува ова однесување на новата дипломатија како остро. Можеби професорот Денко Малевски, вашиот колега, вели дури дека е на рап на безобразие. Практично јас така го разбирам, затоа што никој никогаш вели не се осмелил вака да води надворешна политика како оваа сега актуелна гарнитура. И вака кога го читате тоа, и ако не сте упатен, ќе се исплашите дека овде многу се ризикува, не баре, ние им бркнуваме во око на Вашингтон, на Брисел, на не знам кој, па утре заутре не знам што ќе ни се случи. Добро, неговите тези се негови, морам да признам, со кој може да спориме. Начинот на кој размислува еден министер за надворешни работи, ако не се лажам, прв министер кој, сега не знам колку се сеќаваш на 90-тите, меѓутоа јас се сеќам, многу се сеќам на 90-тите и неговата изјава дека само преку мене мртов без Југославија и слично, начинот на кој размислуваше тогаш, не очекувајте дека и начинот на кој функционираше сега може да се промени во другиот концепт. Не се менува, знаете, белгискиот крал Леополд ке изјави, вика, не постојат мали држави, постојат мали умови. И токму тоа е целата поента на одговорот на она што професорот го кажува во контекст на Македонија, демек ние сме мала држава, ние сме во глобалниот систем, нашиот глас во основа треба да биде претопен во гласот на големите и дека ние во таа глобална игра нема што да бараме, едноставно треба да седниме да чекаме што ќе ни се случува, што големите ќе ни предвидат, односно што големите ќе ни како ќе ја одиграат играта за нас во нивен интерес, продавајќи го како наш. Тоа нема да се случи, нормално со оваа власт не гледам дека тоа се случува, дека интересот на државата е ставен во втор план, а за големината на државите, знаете, разочарувачки е кога имате, ајде и Денко Малевски, истата теза ја. Меѓутоа, кога имате и поранешен министер, ја го... Вие жестоко го нападнавте пред неколку дена, ако не се лажам. Па вие... Господинот Никола Димитров сега, да не бидеме... Да не вртиме многу. Не, нема што да вртиме. Ако за него Македонија е државичка, начинот на кој размислува дека е државичка, нема што веќе го заокружуваме, како се вика, објаснувањето за тоа каков е односот кон државата Македонија. За него е можеби државичка Северна Македонија, за мене е држава Македонија и така било, така беше во 90-тите години, кога стварно влегувавме во еден процес на ентузијазам, градиме држава, сон кој сме го посакувале, да кажем, и сега доаѓа некој и вика таа државичка, она знаете Македонче. Цело време се провлекува тој деноминатив Македонче, дека јас многу го презирам, искрено. Дека си мал, дека не можеш да влиеш. Дека не те бива за ништо. Најчесто тоа. Тоа е личната немањето лично достоинство кое се проектира на државно ниво. И тогаш но тоа е во ред кога вие сте приватно лице. Но кога сте на високи функции, тогаш не е, особено на такви функции. Тоаш видовме во претходното владење, видовме како тоа се одрази на Македонија и на иднината на Македонија. Сега треба да се гасат пожарите кои ни ги оставија позади, а да се острани, односно да се анулира штетата која е нанесена во Македонија во контекст на овие 7 години владење, затоа што повторувам беше историско беше конференцијата на ОПСЕ во Скопје историска беше. Такви небулози имаше. Не оставивме печат, видете, ние имавме председател на Генералното собрание. Председававме со Советот на Европа. Конференцијата на ОПСЕ се одржа во Скопје. Ние не оставивме личен печат на ништо. На ниеден од овие, да кажеме, настани како сакате или можности каде што Македонија можеше својот наратив да го пробие, да го истакни. Едноставно се повлековме, тоа е таа дефазивна политика која размислувате со глави на закажлавени мали умови, која ја размислувате за државата како мала држава во меѓународниот систем, во тој случај не можете да барате големи резултати или да барате да бидете голем. А голем сте онолку колку што верувате во себе, во своето знаење, во своето достоинство и тоа го проектирате. И ви бидете сигурни дека кога тоа го проектирате надвор во меѓународниот систем, во дипломатијата, почита мора да дојде. Затоа што кој ќе ве почитува... Ако сами не се почитувате. Апсолутно. Е сега, овој
условно кажано нов концепт што го промовираше на владата во дипломатијата. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија неколку пати го повторува. Во ред, ние играме улога на како земја која што е кандидат за членство во Европската унија, ги прифаќаме нивните одлуки на надворешен план, кога се унисони, кога целата Европска унија се согласува за нив, но, бидејќи постојат разногласија многу често, објективно заради различните интереси на државите, ние си го задржуваме правото на собствена логика. Од друга страна имаме со американците стратешки договор, сега имаме со Велика Британија стратешки договор. Тоа е таа безалтернативност која им се руши концептот на безалтернативност која ја промовира во надворешната политика, дека освен Европската унија нема ништо. Немаме друга политика која треба да се води во контекст на надворешно политичкото представување на државата. Далеку од тоа дека не излегуваме од патот кон Европската унија. Меѓутоа светот се менува. Во овие години за кои зборувам, светот драстично веќе се навестуваа промени. Макрон ги најави 2018 година во која насока Европа ќе се менува. Вај да читаат, мислам. Па требаше да се види, такму така. Ако не читаат, тоаш, знаете, она ветер у леđa сега, пардон, на ветер у грб Македонија ќе ја биде, знаете, тоа Facebook статус или Instagram статуси, тоа се убави за читање вака, меѓутоа во надворешната политика не значат ништо, обични флоскули кои не кажуваат ништо во која насока ќе се движи, освен политиката, освен тоа дека е безалтернативна. Немаме друга алтернатива, а светот се менува, гледате. Радикално. Се прекројува светската мапа, интересите, глобалните интереси се менуваат. Така што ова што се случува на надворешно политички план со Америка, со Велика Британија, очигледно бараме, знаете, една од суштинските цели на дипломатијата е градење на пријателства, градење на систем на држави кои се ваши подржувачи. Тоа го имаме веќе со Велика Британија, го имаме со Соединетите. Но опозицијата ќе рече, напротив, ние ги деградираме односите со... Не, опозицијата нема што да се коментира, затоа што видовме кај не однесе. Мислам, тешко е да коментирате нешто за луѓе кои не разбираат. Да разбере ќе знаја по кој правец ќе се движат. Ова што ни го оставија едноставно ги исклучува од можноста, може политички да коментираат, меѓутоа се беззначаен фактор во политиката кој може да влие на политиката на оваа власт во контекст на она што го наумила или она што го прави во надворешната. А факт е дека го прави различно од претходната власт. Повторно ова не би беше во план, меѓутоа ме навлекувате некако природно, професоре. Интересно, во моментов најистакнати јавни представници на опозицијата се луѓе кои што до неодамна беа дипломати на Македонија, господинот Жерновски, господинот Фршковски, токму тие излегуваат. Начинот на кој што беа вратени во Македонија е посебно приказна. Едниот воопшто и дали беше регуларен амбасадор ќе остане прашање. Па ако не ги предал акредитивите на председател, се не ја знам причината, меѓутоа нели е интересно дека токму тие се најгласните во овој момент во критиките. Убаво. Нека бидат гласни, како кажа, дека треба да има опозиција, треба да се чуе гласот на различниот, апсолутно дека не треба да се согласиме. Но потребен е квалитет, а не само да... Јас може да зборувам против вас што ќе ми падне на памет. Политика не предпоставува квалитет, да се разбереме. Политиката на опозицијата е далеку од нешто што може да понуди квалитет, меѓутоа ја ги почитувам сите овие разногласија кои се јавуваат во контекст, затоа што ја подобруваат сликата за нашата надворешна политика, па може би незиното моделирање, прилагодување во контекст на она што се случува во меѓународниот систем. Секогаш може да најдете добри работи, иако во контекст на одредени личности тешко дека ќе најдете нешто конструктивно и нешто што може да биде искористено. Да биде искористено во градењето на надворешно политичката акција на државата и слично, меѓутоа мора да постои разногласие, затоа што вака ќе испадне дека се е добро во контекст на функционирањето на власта, сепак имаме каков таков глас на опозицијата кој кажува дека поинаку тоа функционира. Би можело. Добро. Од технички аспект, за овој залак што сега го загризавме,
поинаквиот начин на функционирање во дипломатијата. Велам претседателката, премиерот, министерот и така натаму градат одредени позиции, стојат цврсто на нив, ги аргументираат во ред, но од технички аспект велам колку може дипломатијата наша да го следи ова во ситуација кога ние имаме многу ограничени ресурси. Јас можеби грешам, но мислам дека сум во право. Во смисол, во најважните представништва во светот имаме 2-3 дипломати, не знам, вршители на должности на неколку места. Тоа е веќе од друга причина, но генерално, нашите амбасади не ги исполнуваат можностите за суштинско представување и борба, ако сакате, со другите држави, макар на клучните места. Макар во Лондон, во Вашингтон, во не знам, во Њујорк, во Кина се разбира, во Русија, тамо каде што мора. Треба да се одврзи кесето, еве, најпросто да ви кажам, или... Не, за кесето, бар имам моето искуство е дека да. Вие бевте амбасадор, па знаете како стојат работите. Приватно сме разговарале, не бевте воодушевен, морам да признам. Се работи дека не можете да импровизирате во дипломатијата, тоа е основна работа. Меѓутоа, да се разбереме, сепак сме држава со оскудни ресурси, каде што секој ден се мери. Особено кога е за дипломатија. Бај теа да се мери, затоа што видовме низ годините колку пари се одлеани, мислам, низ корупцијата и она што значи грабежот политички кој се случува на државата. Факт дека треба да се подобри ситуацијата, меѓутоа останува на капацитетот на дипломатијата да го сработи она што политиката ќе го утврди, односно овие тројца носители на надворешно политичките одлуки ќе треба да го утврдат како основа за надворешно политичко делување на државата. Знаете, оној конформизам кај одредени дипломати, посебно сега да не ги навредувам на тој начин, постои, сепак треба храброст да влезете во, затоа што не е дипломатијата, ви кажав, само тоа да го претопите гласот во гласот на големите и мокните, туку треба вашиот глас, вашиот наратив. Нешто автентично. Вашиот наратив да биде слушнат, затоа што ние имаме приказна која треба да ја раскажеме. Ние имаме политичка функција на дипломатијата која мора да ја спроведиме. И тоа со годините едноставно како да е подзаборавено тоа дека не се сведува највар дека нашиот наратив мора светот да го чуе. Најубаво е да биде слушнат таму каде што постои мноштво на држави, во меѓународните организации, Обединетите нации, ОПСЕ, Советот на Европа, таму каде што се обидуваат да гласот биде поклопен. Затоа што вие го имате Советот на Европа каде што е положен на 3 темели на демократија, човекови права и владење на правото. А гледате какви се двојните стандарди кои Европа генерално и во Советот на Европа се промовираат. Има ситуации кога комесарот за човекови права бегаше од седница затоа што се отвараше прашањето за малцинствата во соседните држави. И нормално. Не му е пријатно. Начинот, тонот на дискусија помеѓу оние кои беа засегнати беше таков што едноставно се обиде и нормално си ја напушти седницата тивко, неприметно, оставајќи да се расправаме за тоа прашање, иако негова работа беше да го промовира тоа. Па, еве, она што го кажав, извршувањето на судските пресуди на судот во Советот на Европа. Значи има работи кај што во Обединетите нации, па не мора секогаш да следите она што е политика на големите и мокните. Мора да имате своја автентичност во начинот на водењето на надворешната политика. Словенија покажува, например, сериозна храброст. Покажуваат многу други... Како пример, ја земам бидејќи е слична по големина, по население... Има и слични држави кои покажуваат храброст затоа што се суверени, да бидеме реални. Им се може? Не им се може. Така се води надворешна политика. Па добро, ако ги слушаме нашите професори... Ако сакате да ве почитуваат, мора да имате она што значи само довеба во она што го работите. Но стравот од консеквенции, професоре, е веројатно тука проблем. Што може да ви се случи? Имено, некоја замислена одмазда, веројатно. Што може да ви се случи како дипломат? Имате имунитет. Може државата да ви го откажи. Е добро да, и со тоа се живее, па што? Гостопримството, меѓутоа тоа е цената која ќе ја платите, посебно ако не сте кариерен, како што се нарекуваат многумина дојдени од електростопанство и останато,
во тој случај е многу полесно. Имате професија која сте работеле цел живот. Нема тука некоја дилема дека, знаете, може да ве мават. Најтешкиот дел е, не е проблем што се расправате со оние кои се засегнати по прашањата на човековите права во регионот. Како што е Бугарија, Грција, ако сакате Албанија, па дури и Србија. Најголемиот удар е и најтежок е кога ќе дојде од натре. А бидете сигурни, имам што да раскажувам, да видите како доаѓаат од натре. Зборувате од нашата земја? Па апсолутно. Кога тоа го имате, знаете, имам една колумна, тоаш пишував, молчи да не те вратиме, и тоа ми остана, затоа што, знаете, кога предавате дипломатија посебно, едно што им кажувам на студентите дека работите се запишуваат. Затоа што вака муабети, знаете, одат во етерот, се памтат, се заборават, вака останува пишан документ и фајлот од времето кога бев таму стои на све што е кажано и све што е напишано. Молчи да не те вратат. Да, многу тоа е убава порака. Затоа што ги гледав после во какви патриоти се претвараат тие луѓе и, знаете, носите во Македонија изгледа е проклетство да имате сеќавање. Самите си наметнуваме само амнезија, мислам, да забораваме работи, меѓутоа ја ги памтам затоа што Те запишувале. си ги запишувам. Меѓутоа тоа е историја. Сега да бидеме реални, од сега повторно мораме да го вратиме нашиот глас таму каде што ќе биде слушната најдобро е во меѓународните организации, каде што малите државите како може да направат влијание, затоа што заедно може да делуваат на начин на кој може да ги натерат големите, мокните држави да постапуваат спротивно на она што го замислиле. Ова ќе се стога со професори, меѓутоа некој цинично ќе забележи дека прилично се девалвирани меѓународните организации. Апсолутно. Апсолутно. Тоа не е не е некоја тајна сега. Не е тајна. Обединетите нации изгубија својата смисла со бомбардирањето на Југославија, со Ирак, со Сирија, со воените акции на Соединетите американски држави унилатерални, каде што беше прескокнат Советот за безбедност, повелбата беше прекршена. Ја добивме војната во Украина и изјавата на Захарова дека она што се случи на Косово Сега се враќа како бумеранг. Се враќа. Ја пишував за како се вели домино ефектот на овие акции кој може малце беше поширок, мојот одеше негде до Кашмир, далеку, меѓутоа бе се лоцира во моментов во Украина, што е далеку од добро, е трагедија и за Европа, и за Украина, и за светот генерално, меѓутоа таа е состојбата која беше наметната во тој контекст во менувањето на, односно нефункционирањето на меѓународните организации. Дури вие имате меѓународни организации кои се преклопуваат во своите цели, например Советот на Европа и ОПСЕ, кои се уште ги имаме во Скопје, морам да признам, иако вообичаено тие се таму каде што државите се уште имаат сериозни проблеми во функционирањето. А ние тоа сме го затвориле, така? Ние не знам зашто се уште седат, меѓутоа точно она што е битно, без оглед на тоа, на кризата на меѓународното организирање која е присутна во светот и кој мислам дека ќе претрпат одредени измени, меѓутоа и порано и сега тврдам дека излезот и изборот кој го има Македонија е да биде цврсто прилепена за меѓународното право. Затоа што меѓународното право сепак не штити, да? Е на наша страна. Тоа се виде со пресудата во судот на УХАК, која не ја до крај искористивме, која ја заборавија, кога беше клучно да биде искористена во контекст на прашањето за името, така што и тоа продолжува. И тоа е форумот каде што можеме гласот да биде слушнат од повеќе, без оглед на тоа што се во криза, во нивното функционирање, почитување. Меѓутоа, сепак тоа се форуми каде што државите се состануваат и каде што вашиот наратив и вашиот глас може и треба да биде слушнат и каде што вашите национални цели, национална политика, односно надворешна политика, може и мора да биде одбранета. Затоа што не може да ве напаѓаат по линија на тоа дека вие не ги почитувате правата, а да прогледуваат низ прсти за одредени држави каде што правата еклатантно се кршат на припадници на други малцинства.
Меѓутоа за тоа треба да имате глас и треба да имате храброст да истапите. Токму за тоа зборуваме. Малку ја критикувавме можеби во оваа емисија Европската унија со право. Сега можеби повеќе треба да ја искритикуваме. Се случува еден голем скандал тамо. Не е прв. Не е прв, меѓутоа овој некако забрзано добива на важност, на гласност. Госпоѓата Федерика Могерини, понешта шефица на надворешна политика на Европската унија, беше приведена, после 10 часа ја ослободија да се брани од слобода, меѓутоа факт е дека беше и незината резиденција во Брисел претресувана, еден голем скандал кој што сега го поврзуваат и со како ќе има влијание и врз актуелната министерка за надворешни работи, Каја Калас, госпоѓата, па поната Урсула фон дер Лајен, го спомнуваат и Борел. Значи, еден скандал кој што сериозно ја потресе Европската комисија. Добро, тоа се серија скандали. Ова е можеби едно од финалињата. Ова е заокружување на целиот тој процес на скандали, затоа што последниот со она лична преписка на фон дер Лајен со директорите на Pfizer за вакцините. Да, за вакцините. Каде што одеднаш исчезна мейловите, иако се работи за службена преписка, знаете, вообичаено тоа не исчезнува, тоа останува. Па лобирањето за Huawei во Европската комисија, па Европскиот парламент, лобирањето од арапските држави, сето тоа во контекст, ова последното покажува дека, знаете, оние кои вија продаваат приказката за држава со нулта толеранција кон корупцијата, во основа ја имаат корупцијата во своите редови. И тоа е и текаков сериозен удар за фон дер Лајен, затоа што веќе сега, ако не се лажам, имаше гласање на доверба во Европскиот парламент. Но не помина за... Не помина, меѓутоа повторно истиот пратеник, сега не знам од која партија, десничарска партија, најавува повторно дека ќе го постави прашањето на доверба, затоа што сето ова што и се случува, не само што ја подкопува вербата во функционирањето на институциите на Унијата, туку и во функционирањето на самата Унија. И сега, тој е оној проблем. Европската Унија објективно се соочува со многу проблеми, откако започна војната во Украина, исклучително многу се насочи во тој правец, во ревооружување на Европа, огромни средства се излеваат кон Украина, со право или не, помош воена, помош економска, да опстане таа голема држава воопшто, да има плати да дава тамо и да има храна за населението, се е фокусирано во тој правец, понекогаш ирационално, се купува 3 пати поскапа руската нафта, само да не се купи од Русија, туку преку заобиколени патишта и така натаму, и сега ги имате и овие скандали. Дали се тоа е доволно, според вас, доволно силен потрес за Европа дефинитивно да биде отфрлена како голем играч? Или ќе се најде рецепт, можеби и повеќе разум за да се исправат работите? Ние навиваме така да биде сега. Европа е реално еден од најуспешните мировни проекти што постои. Нема сомнеш, се разбира. Преку економското повезување, преку политичкото повезување, значи оние анимозитети, непријателства кои што биле со векови стари, апсолутно. Европа не е градена на мир, не е градена со цвеќе, што би рекол Борел, градината. Градината не е градина на љубов и разбирање, туку градена со оружје, со крв. Ги имаме сите ужаси на 30 годишните војни, војните во 18 и 19 век, првата, втората светска војна, се случува на европскиот тло. Така што Европската Унија, морам да признам, се работи за исклучително успешен мировен концепт. Меѓутоа, во последните анализи вела дека се повеќе Европа се претвора во воен проект, дека се повеќе етапаните на војната чукаат во Европската Унија. Што е страшно, да. Најновите истражувања на Советот за надворешна политика, ми се чини, покажуваат менување на расположението кај населението во контекст не само на вооружувањето, туку и прифаќањето за служење на воен рок во рамките на државите на Европската Унија, што укажува на една сосема нова состојба. Дури некој вели дека Европската комисија е претворена во Министерство за одбрана. Иако председателот Трамп го смени тој назив на Министерство за војна. Да. Така што една ваква состојба во која Европската Унија се обидува да се пронеди, како тоа беше идејата на
Макрон да Европа си го најди своето место како глобален играч во новите светски случувања, меѓутоа не гледам дека некој многу сериозно го зема она што Европа го нуди и она Европа што може да го направи во контекст на глобалните промени во светот. Па еве само за Украина да земеме. Па посебно со војната за која што е во Европа. Во Европа, каде што Европа се туди да наметни решенија, каде што очигледно не поминува, барем нивните предлози не поминуваат. Па американците не ги ставаат ниту на маса, објективно. Меѓутоа, мора да бидеме реални, она што кажав дека се работи сепак на унија на различни интереси, на држави, каде што не сите држави се срекни во контекст на начинот на кој функционира Европа во моментов во поглед на одвојување на оние колку беше 5% од БДП за НАТО, да, за оружје, да. Прашете Шпанија како размислува, Словачка, Унгарија, источниот дел на Европа, на европскиот континент, како размислува кон војната во Украина и слично, ќе видите дека постои разногласие во самата Унија и постојат нови коалиции кои се малце надвор од Европската Унија, например Велика Британија, Германија и Франција во контекст на нудење на решение како да се надмине војната, односно како да се најде мирно решение на војната во Украина. Меѓутоа не е професори американците воопшто не ги ставаат на дневен ред. Па тоа формално велат да ќе бидете на масата, објективно ги нема. Да, тоа е очигледно дека обидот да се наметнат како глобален играч во новите односи кои се воспоставуваат во новиот глобален свет, очигледно Европа не успева во тоа и очигледно не ги смета за дел од тие процеси. Едноставно не сте релевантни. Тука сте, меѓутоа ја немате таа мог да можете да влијаете на процесите кои се случуваат. Можеби некогаш Европа беше таа што ги моделираше, како се вика, односите во светот, таа што точно ги поставуваше фигурите каде што треба да бидат и нивните интереси распространети. Денеска веќе тоа не е, тоа едно сеќавање за минатото, една носталгија за минатото. Ама тоа не се живее? Меѓутоа, знаете, малце ме чуди дека кога расправа за историски прашања или не ги читаат старите книги, или забораваат дека од историјата се учи, дека работите се менуваат, меѓутоа историјата е тука да ве подсети како работите се одвивале и како се случувале во европски контекст, во контекст на градењето на сојузи, во контекст на судирите кои се случувале, па ако сакате и војните со Русија, нападите на Русија и слично. Да, неодамна имаше господата Каја Калас една многу сомнителна изјава, морам да признам. Рече дека Русија предизвикала 19 војни во последните 100 години, не. А никогаш не била нападната. Не, па тоа ме буни, дали воопшто читаат... 41 година сепак не е во право, едноставно Германија нападна Русија, тоа е факт. Не се во право за многу работи. Ова е најеклатантно, ова не можете да го извадите од никоја... Може се обидува да напишат некоја нова историја, знаете. Во контекст сега е моментот каде што можеби работите треба да се представат во поинакво светло, меѓутоа фактите се тие. Втората светска војна заврши така како што заврши со капитулација на Германија. Се знае кој ја заврши војната, односно се знае кој победи, Нирнбергскиот процес, се знае Европа како се крена, Европа беше рушевина после Втората светска војна. Кој помогна во подемот на Европа, целиот процес околу градењето на нова Европа, Европската Унија денеска што ја имаме. Сето тоа се сепак историски факти кои не може да се заборат. Можеби новиве не прочитале доволно книги и не знаат за тоа. Но не се случило ова пред 2000 години па да се расправаме за Александар Македонски. Ова е има уште живи луѓе. Далеку дека се случило пред 2000, меѓутоа тоа е политика. Тоа е политика која очигледно не поминува и... Уште едно прашање, професор, еве се согласувам, сосема сме на крајот на емисијата. НАТО и Европската Унија сепак се испреплетени за многу нешта. Неодамно од НАТО стигна една порака воинствена дека би можело превентивно да биде удрена Русија од еден генерал. Претседателот на Русија, кој што главно е многу внимателен во изјавите, обично Дмитрий Медведев е тој што е експлозивен. Путин многу внимава. Но Путин рече ние не сакаме војна со Европа, никого нема да нападнеме, но ако дојде до тоа ние сме подготвени веднаш. Зборот ми е, сметате со целото ваше искуство, што воопшто не е мало, дека навистина сме во ситуација кога
нечија глупава политичка проценка и грешка може навистина украинската војна да ја направи европска војна? Може секогаш. Со ваков наратив кој го употребуваат може. Бидејќи стана нормално да се зборува. Може, Ние ќе ме распукаме, ние ќе ви фрлиме Она што гранати. разочарува е дека Ракети се извинувам. дека е заборавен, ставен е ад акта стравот од нуклеарна војна. Знаете, зборуваат за ограничени нуклеарни удари и слично. При тоа забораваат дека точно ќе бидат ограничени, меѓутоа како ќе го ограничите воздухот над земјата или Никого нема да спаси. територијата на која очигледно се враќа идејата, тој архаичен став кој постоеше за време на ладната војна меѓу Советскиот сојуз и Соединетите американски држави околу можноста за употреба на нуклеарното оружје, каде што наместо рамнотежа на сили имате рамнотежа на ставот. И тој оптимизам дека нема да посегнат. Не знаете, стварно не знаете дека некој нема да го притисне копчето. Што кога ќе го притисне копчето? Крај. Па појде возот по тоа, да. Завршена е приказката, што значи мора да се бараат решенија по дипломатски пат кои ќе водат кон мир. Затоа што на никого, па најмалку на Европа, да бидеме реални, и одговара било каков судир со Русија во моментов. Генерално на светот не му треба тоа. Сега гледав некој филм Куќа полна со динамит, така се вика, каде што повторно се враќа ставот за можност од нуклеарен удар, каде што американците не можат да одговорат. Многу одлични критики добија овој филм, се согласувам. Токму е тој архаичен страв кој го позаборавија. Тоа се копаа бункери, тоа се подготвува, се складира храна, тоа Европа во моментов го прави. Меѓутоа граѓаните не верувам дека после 50, колку, 70 години мир, дека се подготвени на стравотите кои, пазете, генерацијски се пренесуваат. Европа, Првата светска војна, Втората светска војна, стравотите што се случува, останува у ДНК-то, останува како запис кој ве потсеќа дека треба да го избегнете тоа. Тоа се избегнува по дипломатски и мирен пат. Мислам, секогаш постои простор за Јас искрено се надевам. Диалог и за Јас искрено се надевам дека дипломатијата на меѓународен план ќе најде рацио да не предизвика катастрофа. Па сега некако сум многу позитивен, знаете, Бисмарк вика дипломатија без оружје како музика без ноти. Меѓутоа во сето што се случува околу Украина токму ме потсети на оваа изјава, затоа што очигледно дипломатија на моќ очигледно е како музика со ноти во случајов и ќе видиме како ќе се развие, меѓутоа јас сум оптимист дека работите ќе одат на подобро и дека ќе добиеме нова глобална карта на светот, да се надеваме дека, знаете, ова е тоа што од 30-тите години вела дека едниот систем умира, меѓународен систем се раѓа нов, тоа е време на чудовишта, така. На чудовишта, така што сега е тоа време. Но наскоро ќе помине, да се надеваме. Професоре Звонимир Јанковски, благодарам за овој наистина интересен разговор. Благодарам и вам. Да, почитувани гледачи, тука завршува оваа емисија, завршува оваа работна недела на Заспи ако можеш, нормално утре во 15 часот репризното издание. А јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.